Почитувани гледачи, добар ден и добре дојдовте во уште едно издание на емисијата Неделно попладне на програмата на ТВ канал од ВИС, емисија која и денес има за задача вашето убаво неделно расположение да го направи уште поубаво. Се надевам дека ќе успееме во тоа. И мој денешен гостин во емисијава на програмата на ТВ канал од ВИС е мојот стар добар пријател, познатиот македонски фолклорист Иван Котев. Господине Котев, добар ден и добре дојдовте во нашава емисија. Добар ден, добро ве најдов и поздрав на сите гледачи на ТВ канал од ВИС. Целиот регион што го покриваме, дури и подалеку. Така. Го покриваме и го источниот регион. Поздрав до гледачите на Дојран, Богданци, Гевгелија, Валандово, Струмица, Новосело, Босилово, Василево, Конче и Радовиш, 10 општини. Ке го следат овој разговор, а ние секогаш кога разговараме со повод. Така е и овој пат има повеќе поводи за да си помуабетиме. Првиот повод е она што деновиве се случи во Штип на Универзитетот Гоце Делчев на Филолошкиот факултет. Беше тоа едно ваше предавање. На која тема и како истото помина? Јас сакам да кажам дека вакви предавања недостасуваат не само во Штип, туку еве и овде на локално ниво во Струмица, па и во другите градови, да се малку освеже меморијата за фолклорот, за нашето неисцрпно богатство, а тоа можеме само преку живиот збор. Апсолутно. Еве, тоа што го правите вие, што го правиме ние преку ТВ канал од ВИС, може да го правиме и директно со публиката. Апсолутно. Именно на покана од литературниот клуб Кула при Универзитетот Гоце Делчев во Штип, катедрата за македонски јазик и литература, бев поканен да одржам едно предавање на тема фолклорот, ризница на нашето духовно богатство, на нашиот јазик, на нашата литература и така натаму. И иницијатор за тоа беше доктор Ана Витанова Рингачева. Јас на тај начин благодарам и на неа, и на студентскиот клуб од Штип, литературни поетите што се, и воопште на целиот универзитет, и ги поздравам сите од ректор па до последниот студент на факултетот. Оно што ме интересира е како помина предавањето, каков беше интерес, колку студентите пројавуваат интерес за една ваква тема? Студентите беа многу внимателни, многу беа заинтересирани, на крајот поставува и прашања дури, така да предавањето не видов кога помина часот. Имав и материјал што бев снимал некои песни пред 5-7 години на теренот под горијата во Дражево конкретно. Две песни лирски, бидејќи и тоа беше повеќе темата, така да предавањето мина во еден најдобар ред на задоволство и на мене и на студентите кои што слуша и за кој беше наменето предавањето. Колку на студентите им е блиска темата фолклор? Па конкретно во овој случај тие учат фолклор. Добро. Темата им беше блиска, меѓутоа не само тие студенти, треба и други студенти да се анимират. Инаку после предавањето дури останаа некој вака во неврзан разговор околу собирачката дејност моја, бидејќи и тоа се загатна како се собират песните, како се доаѓа до информатори, има ли уште фолклор, и водевме многу интересен разговор. Јас сум просто многу задоволен и сум дури, да не кажам зачуден од интересот на студентите кои што... Спомнавте едно интересно прашање. Има ли уште фолклор? Има. И ќе има. И ќе има. Еве, кога веќе ме повлековте за јазикот, јас сакам да ви кажам дека пред 10 дена, 15 закажав снимање во Собри, уште не сум отишол, еден млад, релативно млад информатор, на пазарот се сретнавме, ме препознал некако и договоривме, знае прекрасни приказни. Една моја ученичка од подалеките години, пораните години, ја сретнав од Чанаклија, сега живее во Иловица, ми кажа за нејзиниот брат дека знаат приказни во Нова Мала и таму имам извор. Значи, извира фолклорот. Значи, не може да се поплачам и песни, и приказни, а да не зборувам за гатанки, да не зборувам за поговорки, особено поговорки кои никнуваат буквално
секој ден зависно од ситуацијата. Ете што прави кога народното творештво се префрлува од колено на колено, па информатори стануваат дури и млади граѓани. Помлади, апсолутно. Така. Не е Постарите гаранција. веќе е полека, но сигурно си заминуваат, така? Да. Знамо ти, соработувавте со многу информатори од Струмичкиот регион, па и пошироко, и знам дека од нив веќе не се меѓу нас, но останува, нели, нивната приказна, останува нивниот глас на вашиот магнетофон. Останува. Така. Добро. Јас се надам дека вакви предавања ќе има и понатаму, и не само на факултетот, на филолошкиот факултет при универзитетот Гоце Делчев, туку зошто не и на другите универзитети, на другите факултети. Она што ме интересира, каков е статусот, каква е состојбата со фолклористиката денеска во нашава земја? Колку општеството се грижи за ова гранка? Да ви кажам право, ова е многу болно прашање. Изгледа и од секој пат е било болно, околу печатењето особено, а со собирачката дејност, ако некој има љубов, ќе ги собере материјалите, меѓутоа за обнародување работата малку потешко. Оти чумо, што ако ги собере, ако тоа не го сподели со граѓаните, така? Апсолутно, тие си има своја функција. Народната песна, народната приказна го бодри духот на народот, го подига духот на народот. Еве баш сега правев мовет со Ване кога дојдов тука. Дека има вика свирка и песна, има многу народ. Што е голема истина. Така, стана збор така. некој за Варварица, кај што имаше музика, имаше песни и се собрал многу народ. Збором и тоа што го кажувате вие. Така. Значи, песната преку еден магичен начин го привлекува нашето внимание. Добро. И поучува, и учи, и кажува работи кои што не може да ги кажеме така. Има една песна, песната е да се роди пустата, да го каже тоа што не може устата. Така. Тоа е песната. Тоа е таа песна која ја испеа Виолета Томовска. Многу убава песна. Така. Добро. Оно што го знам за вас е дека наскоро ќе обзнаните ново ваше дело. Ќе се случи тоа во рамките на одбележувањето на Денот на заштитниците на Струмица Свети 15 вериополски свештеномаченици. За што станува збор? Станува збор за ракатка народни приказни, одвоено од големата книга. Имав намер оваа година да обзнанам книга со наслов Араптази од фантастични приказни, односно сказни. Така. Меѓутоа, поради немање средства, Зборуваме за приказни од типот самовили. така. Сказни, се обрнав до општината и до сега општината ме единствено помагала, некој пат повеќе, некој пат помалку, пак покажа слух нашиот градоначалник, одвои одредена сума, која што со малку повеќе средства од мене, ќе успеам баре да ги обнародам тие едно 21 приказна од стотина колку што ги имам средено за објавување. Зошто не се објавија сите? Па не, поради немање средства. Така. Добро, кога ќе се случи тоа точно? Пред празникот, после празникот, за време на празникот? Датата уште не е одредена, ќе видам со Домот на културата, бидејќи издавач е Домот на културата и директорот Ване Патриков, да. Јас на овој начин му благодарам за разбирањето, не само на него и на вработените во Домот, кој што Ване ми излезе во пресрати за минатата книга, и за ова се нуди, меѓутоа јас на еден начин сакам да бидам поскромен и да го ослободам од таа врска. Еве, јавно кажувам, а тој човек има големо разбирање и афинитет према фолклор. Така. Не помина многу време од Турунџула Каравлашки, ова е најново ваше дело. Ова книга е приказни, има 21 приказна. Така. Водечки мотив е лошата макеја, што во сказните најчесто, таа и во кај брајките Грим и во сите книги сказни доминира овој мотив. Главен лик. Да. Тоа е многу длабока тематика, да не ја сега елаборираме, меѓутоа најдов приказни што мотивски ги нема до сега во светски размер. Добро. Ние при секое ваше гостување и кога зборуваме за книгите си правиме математика. Која е таа поред сега книга? Таа е сега 12-та книга. 12-та книга.
ќе дојдеме до 20, полека е да сме... Здравие живот. Има спремани неколку книги, да најдеме средства, со маленко дотерување, можеме да речеме едната година и 2-3 да објавиме, не е проблем. Добро. На што во моментов работите, освен оваа книга, која е веќе, нели, во завршна фаза, во печатање, така? Да, барајќи материјали за гостувањето во Штип, свежи материјали што јас да кажам дека сите приказни што ги објавам се снимани лично од мене, нема позајмување од таа книга до онаа книга. Тоа најдов на приказни, исто сказни, снимани далеката 75-76 година, и јас се просто изненадихам и зарадував. Сега нив ќе ги симнам од лента, ќе ги прекуцам на компјутерот, и ако оваа книга биде многу голема, може да разделам на две, на први и втори том сказни, така да работа има, ти што кажа, една до Сандокус. До Сандокус. Тоа е од турски, значи до 99. Така. Добро, треба значи да очекуваме веќе во наредната година и нови издања, нови книги. Така. Министерство овој пат име преку Домот до ставно барање ќе покаже слух и бел ќе одобри пари бар за големата книга. Добро. Јас се надевам дека ќе успеете во тоа, на задоволство на сите оние кои го ценат фолклорот, ја ценат вашата работа, јас ценат собирачката дејност. Оно што ме интересира е, осамени ли сте во таа работа во моментот во нашава земја? Или има и други како вас? Па јас моментално соработувам со Ана Витанова Ренгачева, еве со тебе, со Сузана, на еден начин имам со кој баре да споделам. Кога велам осамени, се извинам, веројатно не ме разбрате, има ли и други собирачи во земја во кои во моментов работат? Горе-долу на ниво на Македонија се помалку и помалку. Се помалку, дури може да не кажам, може би сам нема. Не сум слушнал веќе некој друг. Има во Кратево Драган еден Ѓоргиев. Тој има издадено свежи песни, така да кажам, соберни од него. И другите са многу поретко. Некои си замина, некои не можат веќе, некои материјално опадна, така да јас сум веќе во Источна Македонија сум сам, а и на ниво на Македонија гордоле еден двојц дали ќе нема, нека се тројца. Така. Добро, го спомнавте Кратово, не така одамна бевте и во Кратово на еден симпозиум. Во врска со што беше симпозиумот? Симпозиумот беше во врска со улогата на фолклорот во зближување на идентитетите на народите и народностите во Македонија. Добро. И како помина, со што вие се представите? Јас имав тема Ѓурѓовден Ерделес, фолклорно-социолошки релации. Оти слично се славе, исто во ист ден се славе, оти има соработка на еден начин духовна, да ги сближиме двата ентитета. И Ана имаше сличен реферат, така да сметам дека овој симпозиум добивме доста и пофали во дискусијата. Еве сега следува друг во Скопје. На која тема? Улогата на фолклорот или фолклорот во 21 век. Добро. Јас земав тема некои карактерни особини на луѓето одразни во поговорките, за мрзливите, за работливите, за паметните, за будалите и така. Има теми едно море во поговорките и многу беа радосни, оти такви теми, реферати се многу ретки. Се носите ли со идеја, бидејќи често учествувате на вакви симпозиуми поврзани со фолклорот, се носите ли со идеја еден ден во корица да ги ставите сите тие ваши реферати на разни теми? Оти тоа е ваше дело. Покрај тебе, Ѓорги, да не викам вас, покрај тебе, исто ми го кажа Васил Дрвошанов, исто ми го кажа Мишо Китановски на времето. Навистина, сите материјали ги имам. Тоа би било една многу корисна работа и треба да се размисли на тоа и да се покрене акција за средства. Иначе, тоа ќе биде една книга сигурно до 300-350 страни. Може би има многу реферати, може и повеќе, може би ќе надмине мудростта на вековите, така? Можно, не сум видел колку страни ќе, меѓу тоа ќе биде обимна книга и ќе биде оти скоро во секој реферат струмичко, 100 збора струмичко.
Така. Значи, ќе се дознае нешто повеќе, бидејќи за Струмица има до сега најмалку објавени реферати, особено од областта на фолклор и етнологијата. Оти знаете зошто? Во Кратово биле само тие што биле таму, нели? Да. Во Скопје ќе бидат тие што ќе пројават интерес да бидат на тој симпозиум. Или се поканати, да. Или се поканете да бидат на тој симпозиум. На сите други симпозиуми кај што сте биле тие што, пројавили интерес за тие симпозиуми, но за пошироката јавност ова заслужува да биде ставено во книга. Да. Тоа е многу интересно Така. и на вистина ќе размислам околу таа тематика, ќе ги имам половината материјали ги имам и на компјутер, порано на машина која пишува, ќе се прекучи, тоа не е проблем. Значи, меѓутоа идејата, трет човек ми ја кажува, независно еден од друг, не се договарале вие тоа да го кажете, значи на тебе тоа ти извира од страците. Апсолутно не. Правите импозантно дело, зад вас се многу дела и претпоставувам ќе има уште многу понатаму. Како се справувате со сите тие ваши обврски? Ви прават задоволство или помалку веќе ви тежат? Со оглед на годините кои ги носите со себе? Да ви кажам, ми прават задоволство. Така? На пати малку се изморувам повеќе од колку се изморувах, меѓутоа пак на бирото, пак пред мене е магнитофонот, ако го ставам компјутерот, ќе земам магнитофонот, па ќе слушам ленти. Значи, тоа ми е на начин животот на мене. И тоа ве одржува во живот, на некој начин. Да. Да сте ми живи и здрави до 101 па и назад, и да не зарадувате со уште многу вакви дела кои се навистина од непроценливо значење за воопшто за нашава земја, за нашава општина, за нашиот град. Што понатамо? Правите ли некакви долгорочни планови? Правам. Да? Имам, работам на народните песни, Добро. кои што не се дојдели на ред, освен Турунџула и таа што опеа на Струмица, но тие се парцијални, што имам запишено, например, да ги класифицирам по жанр, епски, трудови, комицки, револуционерни и така натаму. Значи, тоа ќе има едно најмалку 6 тома по 300-350 страни. Супер. Половината ми се готови, уште половината треба да ги допишам, а ова зима тоа ќе го направам секако. Добро. Освен работата, што е она што ве одржува во живот? Многумина прашуваат, би прашале, предпоставувам, во што е тајната на долговечноста? Имате ли некаков рецепт? На тоа не сум размислил, не имам рецепт. Гледам си работа, не правам лошо на човеците. И Господ си ја гледа работата. Гледа, да. И он си ја гледа. Така. Добро, господине Котев, ви благодарам за гостувањето во емисијава. Ви посакувам добро здравје, долг живот и уште многу дела. Јас ви благодарам на вас, на човештината, на широкиот поглед на светот, на разбирањето на културата воопшто, на фолклорот посебно и на тоа што овозможувате овие мои желби, идеи, мисли да стигнат прелетат далеко преку етерот и да подпикнат и други луѓе, да чујат баранак не друго, оти фолклорот е многу битен за нашиот човек. Така, благодарам уште еднаш.